Сепак концесионерот Текстилец од Скопје, кој стопанисуваше со двете најатрактивни ловишта во Кочани, кренал раце од истите, што значи дека нема да стопанисува во тековната ловна сезона 2021-2022 година. Меѓу ловците се коментира дека против концесионерот, кој своевремено на чуден начин ги доби концесиите, е покрената кривична пријава за противзаконско работење. На еден месец пред официјалниот старт на ловната сезона за отстрел на полезен ситен и крупен дивеч 11 октомври, останува отворено прашањето дали кој ќе стопанисува со двете ловишта и како сето тоа ќе се организира. Во меѓувреме започна уплатата и издавањето годишни дозволи за лов од страна на подружницата Осогово на Македонски шуми, која стопанисува со планинските ловишта. Цената е 3000 денари и убедливо најниска во споредба со сите други концесионери во регионот.